Како да се купат лекови, како да се купи храна, како да се помине месецов, кога банкарскиот извештај за очекуваните пари од алиментацијата на Добрица Златева покажува само 15 наместо 3000 денари. 69 годишниот самохран родител на лице со посебни потреби е во паника. И покрај информацијата дека парите за август се пуштени, низината сметка е празна. Образложението од Фондот за пензијско и инвалидско осигурување од Скопје, каде утрово се обратила за помош, е следново. Кажаа таму дека Евростандард банка имало такви некои лица исто како мене, што зимат и затоа не ми били испратени. По кој основ не се испратени, а јас имам од Тутунска банка. Со пошта и со Евростандард Немам никаква врска ни со евро, ни со пошта. Во меѓувреме за телевизија Стара од фондот објаснуваат. Средствата кои лицата ги примаат по основ на алиментација досега се обработуваа на еден налог во Евростандард банка. Поради актуелната состојба со оваа банка, во тек е постапка за распределба на средствата во банките што се посочени да ги преземат средствата и да ги исплатат на лицата кои го примаат овој надоместок. Информираат од централата на фондот за ПИО. Во меѓувреме, сумата што ја очекува Златева се многу важен дел од нејзиниот домашен буџет. Само така може да се издржи до следната пензија. Многу ми се потребни. Трошкови тоа во и знаеш дека ќе дојдат на таа дата и си ги очекуваш да си прекараш месец. Случајот со самохраниот родител кој не по своја вина пропаднатата Евростандард банка го стави на дополнителни екзистенцијални маки не е изолиран во Штип. Банката ми речеа дека имало некои случаеви, али да ви кажам искрено, со тие јавните институции има многу проблем. Решението за нашиот соговорник е исплата во краток можен временски рок на толку очекуваната сума, што за Добрица и низиното дете живот значат.